Неблагодарниот клисар што запали кандило на сатаната, чита Александар Стадојков. 10 години служел еден клисар во една црква и одакот што си земал се живеел многу ардо со челата. Ардо аба ѓавол на тема го, се е да го дупел да не е благодарен одако што го земал, ами да сака да е големец, и најпосле го додесе на еден ум што да тргни по ѓавола. Море, јас треба да му запалам и на ѓаволо едно кандило, си рекол сам со себе, као што му палам и на светиите, така може ѓавола да ми поможи да се обогатам, чунки светциве не ми помагаат при се што му и палам кандила 10 години. Така велејќи си сам со себе клисарот, му запалил и на ѓаволо едно кандило. Кога виде тоа нешто ѓаволо, многу беше се израдал, отиќе спечели еден човек до негде набожен. И една вечер му се јавил ѓаволо на клисаро, таа многу му благодарил задека му запалил и нему кандило. Пријателе драги, ти мене ми запали кандило, ама јас треба да ти направам многу поголемо добро. Кажуј сега, што добро сакаш да ти направам? Кога чул тие зборови клисар од ѓаволо, му дојде на умо да посака да биде ѓакон во црквата на местото на ѓаконот што ќе кодисувал во истата црква. Знаеш, пријателе, што добро сакам да ми сториш? Му рекол клисарот. Ако ти е возможно еден ѓакон да ме сториш? Пеќе, пријателе, му рекол ѓаволот. Биди уверен, оти сега бргу ќе те сторам. Му легна по трагот да ѓаконо за да го сгреши со некој голем грев и по неколку дни го излага да падни во еден голем грев што сиот град уида викаа по ѓаконо и владиката беше му ја избрикол брадата и Аргос беше го сторил од црквата. Фатил ѓаволот да и дупи црковните епитропи владиката, општидата, за клисарот да го поѓачат. Деѓе и доќе му шушкаше ѓаволот на тие луѓе и до најпосле го сторија клисарот ѓакон. По малце време му се јавил ѓаволот на поѓачениот клисар и му рекол: пријателе, видео ти те направив ѓакон, си благодарен се, али не си. И сум и не сум, пријателе, му рекол ѓаконот. Аби оти ќе речеш, оти не сум поп. Ако можеш да ме направиш еден поп, ашкол сум ќе ти речем. Ете, тој ќе те знам за пријател. Бре, да поп сакаш да бидиш, а? Трај душо, сега брго поп ќе те сторам, му рече ѓавол. Му фатил јака да попо што пееше по таа црква и го вдесе во еден голем грев, да го разбра сите граѓани, епитропи, општина и владиката и му ја избричи брадата на попот и Аргос го сторил. Кој ќе биде поп, му насип се нашло ѓаконо да го запопат и за неколку дни го попопија и му фатил местото на Аргосаниот поп. По неколку дни му отишол ѓаволо при попо и му рекол: пријател, ете и поп те направив, му рекол ѓаволот. Сега си благодарен, што велиш? Џанум до негде и благодарен сум и неблагодарен. Чунки владика ми е ќеот да бидам. Да ако можеш тоа добро да би го сториш, ашкол сум ќе ти речем, му рекол попо. Бре, да владика си сакал да те сторам, а? Му рекол ѓаволот. Биди мирен и владика ќе те направам. Нели ти е ќеот само кандилото ти да не ми го угасиш, да ако сакаш и Патрик ќе те направам, му рекол ѓаволот. Му тргнал по траго на владиката за да го лости, за во некој голем грев да го клаи и во неколку дни со помошта на многу друзи ѓаволи го додесе во еден уште поголем грев од попо да го разбра целиот град за срамниот грев што го сторил. Голем повик по владиката беше станал од народо, арзоали на арзоали му се давале на Патрико, за да го нема тој владикоти, а ако стои со камење ќе го тепат народот. Виде не виде Патрико, го кредал владиката од тој град и го пратил во Света гора. Кој ќе биде владика, што ќе биде? Му насип се нашло попо, повеќе гласови се дале од народо за попо, и виде не виде Патрико, го повладичи попо и евети го клисаров владика. По некој ден му се јавил ѓаволот на владиката и му рекол:
Бре, клисаре, виде ти Владика те направив. А ако сакаш и Патрик ќе те направам, само кандилото од иконата да не ми го гасиш, оти после пишман ќе видиш. Бре, пријателе, ако да можеш и Патрик да ме направиш, твоето добро никогаш нема да го заборам. Не едно кандило ќе ти палавам и две кандила. И цел век ќе те зугравди сам на една икона. Ама не верувам да можеш и Патрик да ме направиш. Како, Патрик не можам да те направам. Море ако сакаш и цар да те направам, бре. Само и само да си мој пријател и кандила да ми палиш и мене да ме слушаш за да бидеш најбогат во луѓето на овој век и на тој век. Да си со мене, со патрици, со владици, со најголеми луѓе и со цари. Ај сега победи Владика, да јас ќе му барам чарето и на Патрико да го клаам во некој уште поголем греф од Владикел. За да стане за маскара и после да го истераат од Патриклако и после да му шушнам на сите владици и епитропи да те посакаат тебе за Патрик. Биди си мирен сеа и биди уверен, оти Патрик ќе те спора. Сеа Теречев, земи си едно парамани, ѓоа да си за измет за сам да не си, и за се што ќе ти посака снагата да не ја скусиш, оти рајо мој е овде на земјата. Сам Христос ви кажа Евангелието пред да го распнат. Оти јас сум кназот на овој век. Разбраде до Владика, оти на овој век се можам јас да направам. Ете, вака да знаеш. Седи ми со здравје и јас ќе му и пуштам шпионите на Патрико. И за прво време ќе го донесам на ортома него, а пак тебе ќе те курдисам на столот Патрико, ти ете си цел Патрик. Крајдо ти благодарам, верни ми пријателе, за доброто што би го чиниш и јас ќе ти бидам во сечките ти заповеди. Со тие и многу други збори се разделија владиката и Триосатана. Почна ѓаволот да му и копа корењето на Патрикот за да го слизди во некој голем греф и што ти велаат, ѓаволо ни орат, ни копат, ами работи дење и доќе, за да согреши луѓето и да ја омаскари, да ја честите и дај да Божите, и сполучи да го клаи во еден голем, страмен грев што се прочу по целиот свет и дојде малите деца се гнасе од гревот на Патрикот. Кога виде и чу Патрикот и децата фатија да му се бијат шега, го степнило и не го разденило. Невиден би се сторил. И останал столо без Патрик. Ѓаволот со многу друзи ѓаволи не престај да работил и на големците му шушкаа за владиката да биде Патрик. Од секаде гласи идеа за тој владика, мунасип бил за Патрик. И туку еден ден се покади од светиот Сидот и го кладоа Патрик. Од клисар стана ѓакон, од ѓакон поп, од поп владика и од владика Патрик, со помошта на ѓаволот што му запали на ѓаволо кандило. Ардама, новиот клисар што беа го кладе во црквата, бил многу набожен, ти ќе беше го изфрлил кандилото од пред иконата на ѓаволо. Видоајќи ѓаволот и нема кандило, ами лели се налутил многу на Патрико и му го кладе лосто за да го види на ортома. На некој селанин му дал ѓаволот еден бесценет камен за да му го даде тар на цар. Отишол селадецот при царот и му го подарил каменот. Земајќи царо каменот, повикал мнозина джевеирџи за да го уценат каменот колку пари чинит. Најпосле го повикал и Патрикот и тој да го уценит, и од која рекол Патрико една цена, го остил на масата пред царот, ама го зел камено ѓаволо и му го пикнал под камилавката. Барајќи царо камено, се шубелиса во Патрико, го слекол да го бара и му го нашле под камилавката. Таа многу се налутил, да го плукна во сурато и го осудил да го бесат. Едно го качија да столо да му ја најамчат јамката и еве му го ѓаволот пред него. Аман бре пријателе, му рекол Патрикот на ѓаволот, куртулисај ме од вешаловот и направи да ќе ме беси царот. Како да те куртулисам? 2 тоара опинци искинавме со другарите дури да те донесам на вешалово, а пак ти сакаш да те куртулисам. Едно те сторив Патрик и веднаш ми го изфрли кандилото од пред иконата. Треба да знаеш, пријателе, оти тој човек што фаќа пријател со мене и сака добрина да види од мене, ете до овде го донесувам.
Тие зборови се рекоа и му ја да јамчија јамката да пустио Патрик пред целите граѓани што го гледаа. Ете, кој сака богатство од ѓаволо, као го носи да виси на ортоба и го прави за страмота и го внесува во вечна.